сега е време за нашите гости. Ова утро задолжена е нашата Ирена, а прва нејзина гостинка е Ана Стојановска, психолог, со која што ќе разговараме за несониците во третото доба. Добро утро за двете, Ирена. Добро утро, Ана. Добро утро и вам. И верувам дека несониците се поврзани и со дневните случувања кои што луѓето ги доживуваме и некако не можеме да го заспиеме и умот. Може би телото ќе го заспиеме, ама умот не можеме, така? Така е, сосема. Не можеме да останеме индиферентни на тоа што се случува околу нас. И се одразува и на сонот, и на метаболизмот, и на останатите животни функции, така да ги кажам. Повелете, јас повремено и ќе ви се вклучувам во разговорот. Така, Сузе, добро утро до тебе, добро утро почитувани. Како што кажа наша Сузе и како што видовте веќе од промо видеото, во наредниве 15 на минути ќе зборуваме за несоница во трето доба. Во оние поизминати години, ние овде во студиото, Сузе, не сакаме да зборуваме за старост и за стари години, како си кажеме, убаво си кажуваме во трето доба или во некои поодминати години. Ама за да го дефинираме прво поимот несоница, треба да, односно кога станува збор за несоница, треба да прво да ни кажете што е несоница, ама претходно да ја најавам официјално нашата гостинка, психолог и психотерапевт Ана Стојановска, која што ни доаѓа од психолошкото советувалиште Sense of Self. Ана, добро утро официјално, добро ни дојдовте во Алфа телевизија. Некако малце го смени редоследот, ама не е толку страшно. За почеток ќе почнеме со несоница. Што е несоница? Па кога зборуваме за несоница, обично зборуваме за некаква потешкотија која што е поврзана со спиењето. Или потешко заспиваме, се мачиме да заспиеме на почетокот на ноќта, или се будиме повеќе пати во текот на ноќта, или некогаш се будиме рано наутро и не можеме пак да презаспиеме во раните утренски часови. Личи дека несоницата на прв поглед е недостаток на сати спиење. Меѓутоа, најчесто се работи за пореметување на целиот тој ритам на спиење и на будност, кој што е за нас здрав и кој што нас не одржува во добро ментално здравје и физичко и ментално здравје. Се случува денот да го замениме со ноќ и на тој начин некако да си го изреметиме целиот животен циклус. Правило околу тоа колку сати не спиење на соница некој посебно нема, кај секого индивидуално колку часови му требаат за да биде одморен, меѓутоа субјективното чувство кога ќе станеме од спиење е доста релевантно околу тоа дали сме исцрпени, дали се чувствуваме одморени, наспани или некако се будиме уште поуморни отколку пред да легнеме. Сакам да напоменам тука и дека од време на време ние непроспиени ноќи имаме. Тоа е сосема нормално и тие не се несоница всушност. И најчесто се заради грижи, нешто што не потресло. Како што кажа Исузе, она што ни се случувало во текот на денот, па го преживуваме во текот на ноќта, и тоа не ни дава некако мир да можеме да заспиеме. Ама тоа не спаѓа под несоница. Несоница е нешто друго. Нешто друго кое што трае подолго време. Мора да трае малку подолго време за да почне да се одразува на нашиот капацитет. Стануваме поисцрпени, пораздразливи, губиме концентрација, не можеме да си ги извршуваме работните обврски како што треба, се расправаме, многу незадоволни сме, целосно капацитетот како да ни попушта всушност и тоа веќе ни го попречува секојдневното живење. А за тоа да се случи потребно е малце повеќе да загубиме од сонот, односно подолго време да не спиеме добро како што убаво како што треба. Сега со текот на годините некако го губиме и сонот. Несоница во трето доба ни е темата. Дали годините ни го реметат сонот, ни го крадат сонот и зошто се јавува таа несоница? Еве, јас познавам возрастни луѓе во трето доба кои што буквално го имаат променето ритамот на спиење. Ноќта ја претвараат во ден, денот во ноќ. Заспиваат некаде во 8-9 часот, па се будат во 2-3, па од 2-3 наутро, зборам во тоа глуво доба кога сите спиеме, се прават некои активности и потоа денски се спие. Зошто е тоа така? Па со староста, всушност, и со растењето, први ќе кажем, а потоа и со старењето, нас ни е потребно се помалку сати спиење. Меѓутоа, сепак и во трето доба не значи дека ние сме добри и иако сме функционални можеби до некоја мера, ако спиеме само 2 или 3 часа во текот на ноќта или во текот на денот. Нас се уште, како возрастни, ни требаат некои добри 6-7 сати спиење, за секого индивидуално се разбира. За да се функционираме потоа преку во ден како што треба, така? За телото да го земе тој одмор кој што му е потребен и за да можеме да се oporavиме, нас ни требаат тие сати на спиење. И сега со
старењето може би поврзано со одредени мозочни функции, може би поврзано и со видот, бидејќи тие две нешта всушност регистрираат од околината кога е време за спиење. Ние земаме надворешни сигнали, ги читаме всушност за да ни дадат знак дека е време да се повлечеме, да се затвориме и да полека паднеме во сон. Со старењето може би тие некако функции прават да не регистрираме адекватно кога е време за спиење и се поместува сонот. И факт е всушност, и искуствено и фактички е дека со старењето или со зрелоста нас ни е потребно, ни се променува тој ритам на будност и спиење, ни се приспива порано, може би порано се будиме, помалку сон ни е потребно, имаме помалку длабок сон, тоа е тој дел од спиењето кој што на нас ни е потребен за да не одмори, таму се одмараме ние всушност. Така што може би таа исцрпеност со годините доаѓа и од тој аспект, дека имаме малку одмарачки сон кој што ни е и такако потребен всушност. И фактот дека имаме различни здравствени проблеми кои што може да попречат всушност во спиењето и да ни некако ни застанат на патот. Другата причина всушност зошто како на таа возраст би имале повеќе проблеми со спиењето е дека сме физички помалку активни. Ето, аз сакав да прашам. Активностите, значи помалку сме активни, односно луѓето во трето доба се помалку активни и затоа сонот им е така нарушен, да кажеме, испрекинет. Не само физичката активност, не само што сме помалку активни, колку сме помалку активни во текот на денот, толку полесно не фаќа дремка. Обично се така поврзани некако. Социализацијата исто така страда со годините. Многу повеќе се изолираме, се осамуваме можеби, а тоа многу го потценуваме. Има многу убаво влијание на нашиот нервен систем и на тоа како се чувствуваме, колку сме балансирани во секојдневниот живот, колку сме исполнети кога денот ќе заврши и како си легнуваме во кревет. Значи дружењето, излегувањето и шетањето, значи комбинацијата физичка активност и дружење е фантастично за нас. Идеални значи за подобар сон. Прочитав некаде една информација дека жените во споредба со мажите потешко заспиваат и многу полесно се будат. Зошто е тоа така? Дали имате информација и овдека ме интересира како самите да си помогнеме да имаме добар и квалитетен сон, за да може утрото да го почнеме, како што кажавте, наспани, одморени, расположени. Да. Па, ја видов и јас таа статистика дека всушност жените имаат повеќе потешкотија со спиењето. Можно е да е во врска со хормоните, можно е да е во врска со од врските што ги имаат жените повеќе, така? Да ги испочитуваме и тие ствари, тој аспект од животот, дека жените се всушност имаат ментален товар, да речеме, различен од мажите. Но фактот е дека, например, во бременоста жените различно спијат, сонот е пореметен во текот на менструалниот циклус, потоа менопаузата и така натака, така што има веројатно и тој хормонален статус некакво влијание на сето тоа. Но сеедно дали маж или жена или старо доба или деца, она што е најважно да си го направиме за себе е да си воспоставиме рутина. Рутина на повлекување, рутина на припрема за спиење и на тој начин некако да си помогнеме да влеземе во тој дел од денот, односно во ноќта. Затоа што нашиот нервен систем многу сака контекст, многу сака кога му е познато нешто, кога нешто се повторува и кога го правиме на ист начин, во исто време, секој ден. Значи некоја навика, така нервниот систем сака да си има навика, односно ред, да си има така како да е например да се стане во толку часот, во толку да се појадува, да се излезе надвор, да се прошета. И особено за заспивањето, всушност да се намали светлината, да се намалат звуци, да се даде сигнал на телото дека е време за повлекување. Да се изгаси телевизор, нели, и да не се биде пред оние пред телефон или пред таблет. Мислам дека 1 час пред заспивање, така нека да имам прочитано како податок. Сега кога веќе, ова е значи овие се методи кои што сами може да си помогнеме околу несоницата, ама кога веќе е алармантно и кога веќе навистина треба да се јавиме да побараме стручна помош, психолог, за психијатар не знам дали е сега ова психијатриски проблем, мислам дека повеќе како за психолог, кога веќе станува алармантно и треба да кажеме стоп, сега имам проблем со несоница, нарушен сон, треба да побарам помош, стручна помош. Да. Она што е битно да повнимаваме, односно да си свртиме светло кон тој дел од животот, да видиме први дали се грижиме за себе адекватно, во смисла на тоа дали има нешто кој што можеме самите да си ги поместиме, да ги
да си ги наместиме всушност доволно добро за да може да не подкрепат да паднеме во сон. Така што екраните дефинитивно да ги згасиме. Знам многу луѓе кои што ако се разбудат во текот на ноќта отвараат мобилен или пуштаат телевизор, што всушност го продолжува само будното време, не го скратува. А со читањето книги, дали книгата е добар момент за спивање? Да, тоа го препорачам, наместо да палиме екран, запалениот екран е стимуланс, убаво е да земеме да читаме нешто на печатена хартија и тоа да ни помогне да влеземе пак во сон, или пак да послушаме музика или медитација ако е во нашиот животен стил и слично. Да внимаваме што јадеме, што пиеме, многу кафиња, шекери, никотин, алкохолот можеби ќе ни помогне да заспиеме, меѓутоа го крати длабокиот сон, така што после можеби во текот на ноќта ќе се будиме пак повеќе пати. Сите тие нешта всушност малку да ги ограничиме. Да си ги ограничиме дремките во текот на денот. Да се намала така. Така е. Да, дење, бидете будни, бидете активни, како што и сите околу се активни, но ќе спиеме кога сите други спијат. Нас всушност таа ускладеност на ритамот нашиот со другите нервни системи околу нас и со околината во која што живееме, тоа нас не прави здрави, дека живееме во истиот ритам со останатите околу нас. Така што не ја менјајте денот со ноќта, ако е тоа возможно, и бидете упорни уствари во целата работа, затоа што многу често тоа се случува. Еднаш пробав, не ми успеа, втор пат пробав, не ми успеа, ова не е за мене и се откажуваме од целата рутина, меѓутоа баш така, повторувајте се додека нервниот систем не научи да ја исчекува и да ја очекува како знак дека е време за повлекување, легнување и што се прави исто така и понатака во текот на ноќта, за да можеме да се релаксираме повеќе. Ако стане до таа точка каде што веќе се чувствувате дека не можете да функционирате добро во текот на денот. Ако исцрпеноста е до таа мера голема да ве совладува сон кој што не можете да му оделеете, те се викаат микродремки, како одеднаш да заспиваме, можеби на минутка, две, можеби и пократко, меѓутоа не сме свесни дека заспиваме, што е многу опасно ако се уште возиме, ако сме во движење и слично. Ако забележиме пореметување на концентрација, до таа мера раздразливост и неможност да се смири нашиот нервен систем, тогаш да, можете да се обратите и на матичен доктор, и кај психолог и да се посоветувате всушност што и како можете да направите. Некогаш здравствената состојба ја влошува, некогаш медикаментите што ги земаме за друга здравствена состојба знаат да не држат будни, имаат стимуланси во нив и тие не држат можеби будни, така што можеби не е секогаш психолошка причина позади, некогаш е и ете да речам така од тој аспект медицинска можеби што може да се промени, на која што може да се влијае. Но во секое време консултација може да се направи или со медицинско лице кое што ви е од доверба, со кое што можете да се консултирате и кои што може да ви дадат настоки што понатаму од таа точка. Оној момент убаво сега ве следев, кажавте, поготово има јас сум сведоки на многу повозрасни луѓе, каде што буквално заспиваат и во седечка состојба, нели гледаат телевизија и наеднаш ќе заспиат како што кажавте не се свесни. Тоа може да е опасно? Опасно може да е затоа што може да не затекне во некакво движење и да се повредиме, да паднеме, да се повредиме или во возење што апсолутно е голема катастрофа може да настане. Но е знак дека нешто му недостасува на телото, дека му недостасува сон, па го надокнадува на некој начин кога најмалку очекуваме што можеби во постари години не е толку прави разлика ако сме цело време дома и ако седнуваме, стануваме или сме, да речеме, во минимум активност, меѓутоа пак нема зошто така да биде ако може да биде малку подобро, односно да се регулираме само во тој ритам на спиење ноќе кога е темно, кога може телото да се затвори, да се повлече и да бидеме будни кога сите други. Така што отварајте прозори, нека влезе светлина, нека влезе воздух, излезете да се движите. Резимираме, денот се користи за активност, а ноќта се користи за спиење. Најубаво е доколку ни се спие преку ден да се измачиме или да кажам да се изфорсираме да не заспиеме, за да си имаме преку ноќ квалитетен сон, како што кажавте, па и на возрастните луѓето во трета доба потребен им е сон 6-7, па зашто да не и 8 часа, бидејќи сонот е и еден од начините за добар имунитет. Така, исто како што е важна и храната, сонот ни е многу важен, а ние некако многу често манипулираме се да го жртвуваме на сметка на нешто друго.
Сакам да препорачам во тој дел на активности во текот на денот, физичка активност, толку колку што дозволува физичката здравствената состојба, секогаш да практикувате и јас јогата не можам да ја препорачам доволно на сите возрасти, особено на зрелото доба, затоа што е совршена за целиот нервен систем, совршена е затоа што комбинира и техники на дишење и движење на телото и мускулатурата и го носи многу лесно тој баланс, таа регулација на целиот циклус, на целиот ритам на живење. Ана, благодарам што ова утро бевте наша гостинка. Секогаш убави корисни совети, многу убаво и смирено зборувате, исто како и Сузе. Јас секогаш кога сум во друштво на Сузе и во твое друштво на вистина некоја убава, смирена, релаксирачка енергија ми давате и двете. Благодарам на гостувањето. Имаме уште можност и прилика да ни бидете наша гостинка, бидејќи кажавте дека и вас ви е убаво кај нас овде во телевизија Алфа. Благодарам. Така. И благодарам и јас и само ќе додадам особено на повозрастната наша популација која сака да следи вести, сака да следи дневни случувања. Би препорачала, само и би додала навечер пред легнување да не ги слушаат, да не ги чекаат последните вести, бидејќи тоа дополнително може да ги вознемири, па да им го расипе тука и сонот.